Продолжуваме со борбата против дезинформациите и лажните вести. Јас, Вања Мицевска, денеска ве водам низ рецензијата на тема коментаторски текст полн епитети за божествено убавата министерка Захариева, искористен за лекција до бугарите. Имено, вест за македонско-бугарските односи во контекст на ветувањето на Бугарија за преотстапување на вакцини за македонските граѓани. Искористена е за пласирање на коментар на авторот, кој министерката за надворешни работи на Бугарија Екатерина Захариева ја опишува со зборовите божествено убава, грациозна и гламурозна. Авторот на текстот на интернет страницата на телевизијата Канал 5 всушност преку овие епитети го иронизира ставот на Захариева дека во земјава се користи говор на омраза кон се што е бугарско. Текстот со наслов "Убавата Захариева ветува наскоро вакцини за Македонија, ама Вучик повторно е во акција", објавен на 17 февруари 2021 година, е пласиран како вест. Меѓутоа, представува коментар кој не е потпишан. Новинарската теорија го препознава коментарот како посложена форма на изразување од веста, во која доминира личниот аспект на кој се перцепираат општествените појави или случувања. Школски гледано, текстот би можел да се смести во категоријата хумористичен коментар. Со слична доза на иронија медиумот настапува и 5 дена претходно, на 12 февруари годинава, пласирајќи вест со наслов "Убавата Захариева и харизматичниот џамбаски загрижени за македонската иднина". И кај едната и кај другата објава отсуствува информацијата за авторот, односно авторите, па публиката на која и се пласирани не е во можност да знае дали се работи за редакциски или пак коментар само на еден новинар, односно уредник. Коментарот како таков, како што веќе споменавме, постои во новинарската теорија и тој се базира на субјективно, но критичко и аргументирано објавување информации во врска со општествените актуелности. Сепак, во конкретните два текста медиумот го прекрашил кодексот на новинарите. Имено, ваквиот документ врз кој почиваат професионалните новинарски правила упатува на тоа дека треба да се прави разлика меѓу фактите и мислењата, меѓу веста и коментарот, што подетално е опишано во член 13 од Кодексот на новинари на Македонија. Со тоа што медиумот го пласира текстот како вест, без да нагласи дека се работи за коментар, ја доведува публиката во заблуда. При тоа не обезбедува дистанца од споменатите политичари, туку го коментира нивниот изглед, што во овој случај не представува непристрасно известување за политичките субјекти, крашејќи ги новинарските нормативи.